Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме на тема парохијата како молитвена заедница. Патем ќе спомнеме дека ова предавање е одржано на семинарот на свештениците при Американско-канадската македонска православна епархија на 12 април 2005 година во соборниот храм Свети Климент Охридски во Торонто. Предавачот бев јас. Темата на која ќе говорам е парохијата како молитвена заедница или како поднаслов Светата литургија, срцевина на парохискиот живот. Бидејќи поради должината на предавањето, затоа одлучив да го поделам на два дела. Првиот дел е парохијата како молитвена заедница и вториот Светата литургија како срцевина на парохискиот живот. Ја избрав оваа тема затоа што мислам оти е неопходно секој наш човек, христијанин, да знае и да биде барем во основа запознат со тоа која е целта на парохијата како основна заедница на христијанската црква, која е целта на нашето собирање на заедничка молитва во храмот на Светата литургија. Ние секојдневно се соочуваме со непознати работи од животот на црквата, поставуваме прашања од верска, религиозна содржина, но мораме да признаеме, често пати завземаме слободни, во наводници, ставови и даваме неправилни толкувања и објаснувања на прашања кои во црквата се одамна строго регулирани. Тоа значи дека нашите верници, особено на овие простори, имаат насушна потреба од основно запознавање со верата, што е всушност и целта на ваквите собирања. Темата е опширна, и ако одиме во детали, неопходни се безброј студии за да се опфати се. Затоа јас ќе се потрудам во најкратки црти да се задржам на најважните моменти. Нема да кажам ништо ново, туку ќе бидам задоволен доколку успеам да го обновам вашето знаење за верата и црквата, а секако и за Светата литургија како срцевина на црковниот живот во парохијата. Што е парохија? За да објасниме што е парохијата како жив и неразделен дел на епархијата, неопходно е да знаеме што е православна црква во целина. Ова е неопходно за верското образование на луѓето, кое ги опфаќа сите возрасти и сите членови на црквата од најмали па до најголеми. Нашата обврска е да ги воведуваме луѓето во тајните на вечниот живот, кој започнува најпрво во парохијата и продолжува во рајот. Затоа парохијата е најважната заедница во црквата, оти во неа започнува да се креира духовниот живот кој води кон Царството Божјо и вечното спасение, а парохискиот свештеник е главниот креатор и водач на сите активности во таа насока. Црквата е заедница на луѓето, христијаните. Таа не е социјална заедница, ниту пак некакво друштво, туку заедница на христијаните кои веруваат во еден Бог. Верата во Бога е единствената синтеза која црквата ги обединува луѓето. Преку верата и светите тајни црквата го изразува нашето единство со Светата Троица, Бог. Ниту една друга организација и ниту пак религија не овозможува таква чест и привилегија соединување со Бога како црквата Христова. Затоа ние христијаните овде на земјата не извршуваме човечки дела и не живееме човечки живот, туку Божји. Со целото наше битие и со сите наши постапки ние всушност му служиме на Бога. Оттаму и членувањето во црквата не е само чест и привилегија, туку и одговорност, оти сме во постојана заедница со Христа, а тоа ни го овозможува црквата Негова. Како царство пак на Божјата благодат, црквата се разликува од другите царства на земјата, затоа што не е заснована на политичка власт, туку на верата во еднотроичниот Бог. Верата е една и таа се пренесува
од Господа Исуса Христа преку светите апостоли до денешно време. И црквата е една затоа што Бог е еден. Но освен тоа, црквата е единствена, затоа што надвор од црквата нема спасение. Црквата е света, оти Господ е свет. Црквата е апостолска, оти потекнува од светите апостоли. Црквата е соборна, бидејќи е наменета за сите луѓе на земјата, без разлика на раса, на боја, нација, возраст или положај или место на живење. Знаејќи ги пак особините и својствата на црквата Христова, според нив треба да го прилагодиме и нашето живење на земјата. Затоа секој кој на било кој начин се отргне од црквата, тоест не живее црковен живот, тој всушност се отргнува од Бога. Самиот збор црква значува од Бога повикано, свикано собрание на верните и нивни одзив на тој Божи повик, одзив за доаѓање на од Бога свиканиот собир, на чие пак место и во чиј лик им е представена, им председава архиереот како слика Христова. Уште ќе речеме, црквата е свето троична тајна која се пројавува во епархијата, односно архиереот со свештенството и верниците, а потоа и во парохијата како составен дел на епархијата. Оти кога зборуваме за вистинска црква, тука се подразбира најпрво архиереот, владиката, како председател и правоначалник на свештенството и верниците. Тој е прв затоа што ги принесува светите дарови на светата литургија за сите. Оттаму произлегуваат сите негови функции, должности и права, сета власт и положај кој ги има во црквата преку служењето на светата литургија насред народот Божји. Затоа нема право никој да ја негира власта на архиереот, ниту во црквата, ниту во епархијата, ниту во парохијата. Но од друга страна, пак и архиереот треба да се раководи според христијанските начела на љубовта и кротоста, чувствувајќи ги сите како своји чеда духовни, паства доверена од Бога за владење кон вечното спасение. Во почетокот во апостолско време прва организирана црква била всушност парохијата. Така, кога се основаше црквата во Јерусалим на празникот Педесетница, тоа беше всушност парохија, а подосна со зголемувањето на бројот на христијаните и ширењето по други места доаѓа до потреба за реорганизација на црквата и појава на епархии, помесни цркви и слично. Зборот парохија е изведен од зборот парикија, што значи привремено живеалиште. Оттаму ќе речеме, парохијата е црква која привремено постои и живее и ги подготвува луѓето, христијаните, кон вечното небесно царство. Таа е тука со привремен престој, оти незината цел е вечниот живот. Со тоа е означен движечкиот карактер на црквата во целина и незината ескатолошка отвореност кон вечноста, кон Царството Божјо. Зборот ескатологија означува учење за задгробниот живот, односно животот после телесната смрт. Ова е така затоа што парохијата е мала црква и е непрекинат дел на епархијата. Таа е органски поврзана со епархијата и со архиереот и никогаш не е самостојна. Парохијата не може да се замисли без парох, без свештеник, без верници, а секако и без храм каде се служи света литургија. Светата литургија има полно значење и смисла само кога ќе служи парохиски свештеник и тоа само тогаш кога го споменува името на архиереот. Ако на светата литургија не се спомне името на надлежниот архиереј, таа не е потполна, па макар да е отслужена на сите правила и богослужбените книги. Светите дарови не се дарови без спомнување на архиерејот. Таквата зависност на парохијата од архиерејот произлегува од единството на епархијата со црквата во целина и со единството на Светата Тројица со Бога. Тоа е она што ја прави парохијата мала црква. Должностите на парохијаните во парохијата. Прво, заедничката молитва.
Денес постои разлика во поимот парохија како географски поим или одредена територија и парохијата како жив, духовен, литургиски организам. Во првиот случај парохијата не ги врзува верниците во духовниот литургиски живот во храмот, туку само тоа што живеат на иста територија. Друг назив за овој вид парохија е енорија или нурија, која означува ограничена, непотполна црковна заедница. Ние овој пат нема да се задржуваме на парохијата како територија или енорија, туку парохијата како молитвен организам, од причини што литургиското заедништво не само што ги поврзува верниците меѓу себе, туку и ги обединува во христијанска заедница и ги прави блиски. Контактите меѓу нив се многу поблиски и ги прави една душа и едно тело. Тоа е плодот на љубовта и проштевањето. Таа е правата смисла на парохијата. Таа треба да биде заедничко ткиво на секоја помесна заедница црква и заеднички регулатор на целокупниот живот на таа заедница. Најдобро зближување на луѓето и меѓусебно поврзување се постигнува преку светата литургија. Затоа најпрва обврска на секој христијанин е да учествува во служењето на светата литургија. Од нас се бара активно и одговорно сослужување и партиципирање на светата литургија, а не пасивно присуство. Ако парохијата е ладна и безживотна, во духовна смисла, ако има повеќе расправи и кавги, а помалку љубов и проштевање, и ако членовите служат само како машинерија за гласање, тогаш таа е мртва и незиното присуство не се чувствува и ја губи причината за своето постоење. Денешниот човек кој обземен со разни секојдневни грижи, во парохијата треба да најде мир и духовна заедница со истоверниците. Тоа не се постигнува само со заедничко дружење, преку пиење кафе или слично, туку преку активно учество во заедничката молитва на светата литургија. Гледано во наши прилики, за жал, голем број случаеви имаме многу пасивен однос кон светата литургија. Се сведува на обично палење свеќа, ќе се помоли секој на свој начин, како знае и умее, и веднаш соди на муабет во халата. Што е уште потрагично, понекогаш се одбегнува и палење свеќи или се прави на крајот од службата или по завршувањето на светата литургија. Во парохијата потребен е и тој социолошки момент, но тоа не смее да се става над светата литургија. Второ, мисијата. Друга многу важна задача на парохијаните е мисијата. Нема жива парохија без мисија. Најважната мисија во црквата е сведоштвото за Царството Божјо, Царството Небесно, и воодушевувајќи ги слушателите Христовото Евангелие, парохијата да стане привлечна училница за нови ученици на распнатиот Христос. Обкружена со море од страсти и демонски влијанија, парохијата треба да биде остров на мирот, и тоа внатрешниот мир. Тука во парохијата треба секој разочаран човек, па нека е и најголем грешник, да најде мир и вистинско братство. Затоа голем греф е отстранување на парохијаните само заради тоа што некој припаѓал на ова или она страна или група, или затоа што не мисли и не прави како што другиот сака, како што често се случува во нашите средини. За да бидат парохијаните добри мисионери, неопходно е да бидат подготвени со познавање на верата. Тоа треба да биде непрекидна работа на парохискиот свештеник, но и на верниците во парохијата, а секако и на црковните одбори. Парохискиот свештеник, како заменик на архиерејот во парохијата, е одговорен за верската наобразба во парохијата. Педагошки гледано, а и праксата тоа го потврдува, најлесно е да се пренесат тајните на верата на младите. Многу е важно децата од млади години да се научат
и да се навикнат на верата и на доаѓање в црква на светите богослужби. Ако тоа не го пренесуваме на нив додека се млади, ќе биде многу потешко во повозрастните години. Многу е важно во парахијата да се обрати внимание на домашната црква, на семејството. Никој не е против тоа родителите да се грижат за материјалната состојба на децата, но треба да се мисли за збогатување со добродетели, добри дела за здобивање на вечен блажен живот Царство Небесно. Треба постојано да се советува, особено во неделните и празничните денови, да се доаѓа в црква на света богослужба. Кога не сме на заедничка молитва, домашната молитва да биде застапена, да се пали кандило пред иконата, но и да се учат на редовно постојни причестувања. Живејќи во денешни услови на современата технологија, телевизија, компјутери, социјални мрежи и слично, многу е тешко да се контролира животот на младите. Затоа со крајни напори и совети треба да се истакнуваат духовните вредности на животот и отклонувањето од страстите. Треба да им се советува на родителите да се пазат и чуваат верските обичаи како чувањето на домашната слава, бојадисувањето на великденските јајца, бадниковото дрво за Божик, извршување водосвет и слично. Треба секој да знае дека ние сме членови на Божи народ и дека богослужението започнато во храмот продолжува во секојдневниот живот. Секое добро дело што го правиме заради Христа и во името на Христа, всушност е продолжение на светата литургија што се извршуваше во храмот. Но исто така, секој верник постанува активен член на парахијата само кога учествува во богослужението во храмот, каде началствува свештеникот или архиерејот. Храмот е место на соединување на сите духовни убавини и затоа храмот најповеќе влијае на преобразувањето на душата на човекот. Тоа го прави Божјото присуство во храмот. Во него прикажана е целата убавина на нашиот создател Бог, и тоа не само преку надворешниот и натрешниот изглед, иконите, фреските и слично, туку и преку внатрешното духовно преобразување што го врши кај луѓето кои на светата литургија го доживуваат единството со сите парахијани, со целата епархија и со помесната црква, а преку светата причест пак и со самиот Господ Исус Христос, кој реално ни се дава во храмот.